издание. Власта и опозицијата во кавга. Зошто нема договор за законот за јавно обвинителство? Процесот за импичмент на Трамп во Сенатот ќе продолжи во вторник. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган најави проект на деценијата. Но зошто тој предизвика реакции дома и во странство? Во продолжение. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Сослушувањето во Сенатот за импичмент на председателот на САД Доналд Трамп се очекува да продолжи најрано во вторник. Сенатот вчера официјално го извести Трамп за обвиненијата против него. Председателот мора да одговори писмено на ова најдоцно до утре вечер. Постапката за импичмент на Трамп се случува во време на голема политичка поделба, како и во време кога неколку демократи, меѓу кои сенатори, се во трка да се соочат со Трамп на предстојните председателски избори во ноември. Председавачот со Комисијата за разузнавање на представничкиот дом Адам Шиф ги прочита обвиненијата против Трамп во историски трето сослушување во Сенатот за импичмент на председател на САД. Украинскиот премиер денес поднесе оставка откако беше објавена аудио снимка во која се слуша како тој го коментира разбирањето на економијата на председателот. Според украинската новинска агенција Унијан, председателот Володомир Зеленски ќе ја разгледа писмената оставка, а одлуката ќе биде објавена дополнително. Иранскиот врховен лидер Али Хаменеи изјави дека председателот на САД Доналд Трамп е кловн кој само се преправал дека го поддржува иранскиот народ и оти представувал закана за дневниот грб, јави Associated Press. Американски официјален представник потврди дека Пентагон почнал да го разгледува барањето од Оделот за домашна безбедност за пренасочување на средства за изградба на околу 270 мили ограда долж јужната граница на САД со Мексико. Еврокомесарот Вархеј порача да се донесе закон за јавно обвинителство пред изборите во април, но власта и опозицијата се уште се расправаат зошто нема договор. Повеќе од Владимир Мирчевски. Пораката на Еврокомесарот за проширување дека приоритет треба да има законот за јавно обвинителство за кој Брисел се надева дека ќе биде усвоено од овој парламентарен состав, ги размрда партиите кои учествуваат во разговорите за изнаоѓање компромисно решение. Само ден по изјавата на Оливер Вархеј, власта изготви нов предлог закон кој веќе е пратен на опозицијата. ВМРО ДПМН најавува дека во наредните денови ќе го анализираат текстот и дека следната недела може да се очекува средба на работните групи. Ова е веќе четврти поред предлог закон за јавно обвинителство со четврти различен текст од претходните три и различен од оној кој што се уште е во собраниска процедура. Повторно се остава еден законски обид за тимот на СЈО, зад кој што останаа прилично многу контраверзи, да бидат удомени на некој начин во тимот на обвинителката Вилма Русковска, која што очигледно сега е замена за Катица Јанева. Опозицијата смета дека иако е кус периодот, сепак има време за усвојување на законот до распуштањето на парламентот закажано за 11 февруари. И мнозинството се надева на договор. Искрено се надевам дека ова ново понудено законско решение ќе биде прифатливо, за да седнеме и онака како што налага деловникот во една конструктивна собраниска расправа, донесеме закон консензуално. Во новото решение, како што изјави лидерот на СДСМ, нема специјално јавно обвинителство, а предметите на ова обвинителство се под надлежност на редовното, што според Заев треба да придонесе за порелаксирана атмосфера во која страните би се договориле за овој закон, чие усвојување, иако формално не е услов, сепак е важен чекор за добивање датум за почеток на преговори со Европската унија. За гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски. А проектот на деценијата што го најави турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган предизвика реакции дома и во странство. Доријан Џонс ги пренесува. Босфорот што минува низ Истанбул е предмет на голема битка. Луѓе со часови стоеја на студен дош неодамна протестирајќи против планот на председателот Тајип Ердоган
да изгради голем канал надвор од Истанбул како алтернатива рута на водниот пат. Каналот Истанбул значи уништување на 8000 години старата историја на Истанбул. Ќе ги елиминира сите градски водни ресурси и постојни брани. Голема сума пари е алоцирана за оваа намена, што може подобро да биде потрошена за економијата или за невработените. Но Ердоган, кој самиот проект го нарече лудост, тврди дека е многу потребен. Истанбулскиот Босфор е под постојана закана од несреќи, но и од политички закани на Конвенцијата од Монтре. Проектот од 12 милиарди долари предвидува изградба на нови градови. Заедно се случуваат несреќи. Поддржувачите на каналот велат дека заканата е растечка, со се поголема употреба на теснецот. 79'daki bir tanker kazasında Такви несреќи може да се повторат секој момент. Тесно е и аглите се остри што се влошува со ветровите и морските струи кои одат во обете насоки. Сепак, заштитниците на животната средина предупредуваат дека градењето канал ќе ги уништи локалните води и регионалниот екосистем, кога двете мориња со различна соленост ќе се поврзат. И Москва е загрижена. Воени бродови доаѓаат до Црното море преку Теснец според условите поставени во 80 годишната конвенција од Монтре. Но овие рестрикции може да не се однесуваат канал. The Montreux Convention is of utmost importance for them. Конвенцијата од Монтре е најважна за нив. Таа е света крава за Русија. За американците создава нервоза затоа што имаат ограничен пристап до Црното море, заради лимитираната тонажа која се однесува на секоја држава во Црното море. 30.000 тони капацитет за период од само 21 ден. Овие стари поморски топови на Босфор се потсетување на многуте битки во текот на вековите за негова контрола. Нова битка може да е во зачеток. Американска компанија произведе кафе без вистински зрна кафе. Како успеа во тоа од Маријама Диало? Со седиште во Сиетл, кафето Атомо е дело на двајца пријатели. Еден од нив, научник за храна, кој вели дека растел фрустриран од некој. Затоа решив да видам дали може да создадам кафе од атомот панатаму. Значи, градејќи го молекуларно. Кафе кој ќе биде одлично постојано. Идејата да анализираат од што се состои кафето за да можат да го рекреираат, се родила во неговата гаража. Од првен неговиот пријател Енди Клиш бил скептичен. Кога Джаред ми кажа за неговата идеја да создадеме кафе без зрно, имав многу прашања. Дали е тоа можно, зошто и како? Но отидовме во неговата гаража, почнавме да формулираме кафе среде зима во Сиетл. Зедовме кафе, утврдивме какви се течните компоненти. Потоа уследи процес на она што го нарекуваме моделирање, отстранување на состојките додека тоа повеќе не е кафе. Потоа ги додавате се додека не стане кафе. Викторија Екстон е на дегустација на овој пијалок. Ми се допаѓа тоа со жолта, односно портокалова точка. Убав вкус. Тоа што го избравте е всушност Атомо кафето. Импресивно е што се работи за кафе кое не е од зрно. Но дали имитацијата на кафе е всушност кафе? Ние правиме точно онакво кафе какво што вкус би имало кафето од зрна. Разликата е што не користиме зрна. Една од уникатните одлики на Атомо е тоа што има мало влијание врз животната средина. Минатата година шефот на Американскиот оддел за трговија со кафе рече дека ниските цени на кафето може да ги натераат земјоделците да почнат да користат земјиште во прашумите за да опстанат. Кафето расте во области како тропски екосистеми, кои играат клучна улога во апсорбирање на јаглеродниот диоксид, кој пак ја загрева планетата. Благодарам што не гледавте. Имајте убав викенд.